сега е повторно време да го расшириме кадарот и да го поздравиме нашиот следен гостин. Со него ќе најавиме уште еден многу интересен настан, всушност петтото издание на Вивалдијадата 2026, а за тоа најповикан ова утро е нашиот гостин Орце Ицковски, од уметничкиот центар Полифонија. Орце, добро ни дојде, драго ми е што повторно се гледаме. И мене исто. Најавуваме нешто многу убаво, многу интересно. Токму така, да, Вивалдијада по пети пат. Така, супер. Зашто си кажи ми, сакаш да се напиеш кафе од нашето студио, македонско кафе или можеби чајче? Може кафе. Кафе. Добро утро, Орце. Добро ни дојде во, еве сега и во нашето студио овде, во утринската програма Добро утро секој утро. Кажа и Сузе, поводот за твоето гостување овде е оно што ќе се случува на 7 јуни во 20 часот во фоајето на Македонската опера и балет, а тоа е Вивалдијада по пети пат во организација на уметничкиот центар Полифонија. Значи, главен одговорен за сето она што ќе се случува си ти, односно ќе се презентира творештвото на Вивалди преку младите уметници. Ајде, повели да слушнат нашите гледачи за каков настан ќе станува збор. Ова е од отворен тип, може секој кој што сака да дојде, бидејќи влезот е слободен. Ете така, тоа е најважно. Значи, Вивалдијада како проект на уметничкиот центар Полифонија, еве, го продолжува своето издание како пето издание и, нели, на наше задоволство доби значителен, нели, интерес во јавноста, исто така и кај уметниците и кај младите уметници, а во суштина, нели, веќе препознае, нели, нашето Министерство за култура од Општина Центар оваа година за прв пат е помогнат, а суштината на фестивалот Вивалдијада е подиум на млади уметници, значи можност и да им направиме платформа за младите уметници да можат, нели, својот талент да го изразат на сцена со оркестар. Благодарам. Второ кафенце. Да. Значи вака, младите уметници се впрочем студенти од Факултетот за музичка уметност и од Средното музичко, така. Имаат за прв пат, да кажеме, можност, можеби не за прв пат за некои, меѓутоа да свират позади нив да биде вистински оркестар, а тоа е оркестарот од Полифонија. Да. Значи, како искуство на секој уметник и музичар, со оркестар е навистина ретка можност и, нели, на некој начин предизвик за тоа што, нели, секој уметник се труди за да настапи на сцена, а како настапува солистички или како придружба со пијано, е навистина друг впечатокот отколку кога има позади себе оркестар. Тој е дефицит, нели, на како можност, ние сакавме нели, да го овозможиме на сите таленти кои што имаат нели, талент за да искочат на сцена, а при тоа да добијат поддршка од оркестар. Така. Орце, одат во моментот фотографии, ова се од Полифонија, од Вивалдијада од минатата година. Да. Од оваа година немаме фотографии, ама ќе се видиме на лице место. Ајде да ни кажеш она што е значајно оваа година. Имате гости од странство, имате диригент, така? Да. Оваа година на наше задоволство имаме одличен диригент кој доаѓа од Малта. Тоа е професорот Кристофер Мускат, професор на Академијата во Малта, диригент, композитор и е директор на операта во Малта. При тоа е специјалист за духовна и барокна музика, исто предава на факултетот. И како идеја добивме поддршка од него, значи доаѓа од тамо. Покрај тоа што доаѓа како диригент, ни носи и солисти од Малта, доаѓаат студенти кои што има аудиција, на таа аудиција полагаа во Малта и сега доаѓаат да ни бидат гости во Скопје, кој што ни дава можност, нели, за следната година ова Вивалдијада, освен во Скопје, да се одржи во Малта. Значи, подпишавме меморандум, Полифонија со Академијата во Малта. И навистина прераснува во нешто поголемо. Да. Сега покрај гостите од Малта имате гостинка од Русија и од Србија, мислам. Од Србија, да. На оваа година за прв пат станува Вивалдијада интернационална, нели? Имаме заинтересирани веќе од Србија,
студенти кои што доаѓаат и од Москва. При тоа нели на најголем акцент ставаме на нашите тука и затоа нели го проширивме концертот кој што ќе се отсвират 14 композиции од Вивалди. Ето, аз сакав да кажам. Да, и нели најголемиот број ќе бидат наши солисти, а меѓутоа соработката со странските студенти и професорите од странство што доаѓаат, искуството за нашите студенти ќе биде од огромно значење. Да. Ќе кажеме уште еднаш да не забораваат нашите гледачи кога е сето ова, значи на 7 јуни во недела во 20 часот. Сакам накусо само да најавиме она што ќе биде многу интересно, што ќе се случува на 21 јуни, а тоа е Аманет во свила. Станува збор за една музика која што зафаќа еден голем временски период, така од Византија па до... Да, тоа е следниот проект што еве фака во најава би го спомнале, сосема различен од овој тип Вивалдијада, а тоа е проект кој што ќе опфати музиката во Македонија од дамнешни времења, од Византија па до ден денеска, и ќе бидат користени специфични инструменти кои што доаѓаат од истокот, ќе биде со ориентален призвук, византиски призвук, буквално музиката која што опстојувала со векови најназад во Македонија. Сакаме да ја представиме во еден интересен проект кој што ќе се одржи на 21 јуни, ама за тоа нели... За тоа ќе најавиме специјално, можеме само да го откриеме името, Аманет во свила. Свила, да, таму ќе ни биде солист Петар Христов. Тоа е исто еден врвен наш музичар кој што е мултиинструменталиста, и нормално оркестарот на полифонија, ќе има и други специјални гости кои што во следна прилика. Во следна прилика, нека останете загадка, има време до 21 јуни. Сакам уште накусо пред да го завршиме разговорот, помина мајските оперски вечери, затворањето беше на 30 во саботата. Да, 31 синоќас. 31 вчера вечер, да, само што ние се слушавме, јас можеби помешав, значи извини. 31 мај вчера беше затворањето, како се твоите впечатоци, свириш во оркестарот на Македонската опера и балет? Оркестар. Мај како мај е навистина напорен за нас, бидејќи нели целиот фестивал е на товар на оркестарот, меѓутоа нели чувството на среќа доаѓа од убавите представи, добрите диригенти и добрите солисти. Вчера имавме одлично затварање со представата на Буко, навистина беше и полна салата. Посветена беше на, за жал, прерано починатиот така, да, тоа е Ристе Велков, кој беше носител на таа улога на Набуко, и верувам дека беше ног преполна со емоции, со тага, со солзи и со музика. Да. Јас сакав да прашам само кратко, Орце, ова е ваш прв мал јубилеј, 5 години, 5-то издание на Вивалдијадата. Колку пораснавте во изминативе години? Па како што спомнав, претходниве години почнавме ентузијастички, но меѓутоа еве од минатата година концертот беше завршниот концерт беше во Чифтамам. Одличен простор, добра акустика, но меѓутоа свативме дека е мал за публиката. Доби навистина значено заинтересираност и од јавноста и од публиката, и затоа оваа година решивме да го направиме во фојето на Националната опера и балет, кај што ќе возможиме да публиката присуствува во поголем број, а самиот факт дека музиката на Вивалди е многу пријатна и слушлива, а од друга страна е музика која што е виртуозна за солистите, им дава можност да ги изразат своите технички способности, својата музикалност, која што всушност нели и самиот Вивалди тоа го правил со своите ученици во црквите. Им направил смисла на живот на сите тие деца, така да во тој дух ние работиме и нели сепак покрај тоа што полифонија како уметнички центар кој што делува во сферата на музичкото поле во Македонија, на промоција на македонски музичари, промоција на македонски творци и композитори, кај што ја промовираме нели музиката, македонската музика и надвор од Македонија,
Навистина сметаме дека нели младите уметници се исто битен дел во промоција на нашите нели квалитети како македонци. Да. Орце, работите многу, значи не е само Вивалдијада, не е само Аманет во Свила што го најавивме. Имате многу настани низ годините, бидејќи полифонија постои веќе колку 13 години. 23 години. Се извинувам. Да. 23 години, навистина тоа е еден оркестар. Вие работите со млади уметници. Оркестарот си го формирате по потреба. Така? Да, свирите и во Македонија и надвор од Македонија настапувате? Токму така. Оркестарот на полифонија е варијабилен по потреба од самите проекти кои што доаѓаат. Меѓутоа се навистина врвни уметници, професионалци, тоа сакав да кажам, значи овие млади уметници што ќе настапат на 7-ми, позади себе ќе имаат професионални музичари кои што нели ќе им дадат поддршка. А од друга страна, останатите проекти кои што ги работи полифонија се воглавном презентација на нашата музика надвор, а во Македонија вметнуваме новитети од типот на камерни опери, камерни мюзикли. Значи, еден од поголемите проекти на полифонија беше Фантомот од операта во камерна верзија, Хендел Месија, и сега да не ги набројувам, мислам навистина во овие 20 години направивме значајни проекти. Со нели една од главните цел да го подигнеме нивото на класичната музика, да делуваме нели во професионалниот дел. И успевате во тоа. Орце, ти благодарам што ова утро беше наш гостин. Уште едно подсетување, 7 јуни, фоајето на Националната опера и балет. 5-то издание Вивалдијада, влезот е слободен, навистина ќе уживате сите вие кои што сакате класичната музика и секако творештвото на Вивалди. Благодарам, а ние се гледаме да го најавиме следниот настан. Благодарам јас. Голема благодарност и во мое име.